смееме, почитувани присутни, да дозволиме да не се избере председател и да не избереме врховен командант на армијата на Република Македонија. Не смееме да оставиме касарната во Тетово без врховен командант. Не смееме да оставиме касарната Илинден во северниот дел на Скопје без врховен командант. Ете затоа, браќа и сестри, масовно излегуваме на активен бојкот со масовна излезност, на активен бојкот со масовно излегување на гласачките места во следниве 36 часа. Државата пред се, Ѓорѓе Иванов. Да направиме споредба за Штип од 2003 година и за Штип денес. Штип 2003 година. 10.617 невработени. 10.617 невработени. Штип 2014. 5.200 невработени, од кои 2.497 активни баратели на работа. Епа, драги пријатели, има разлика. Има огромна разлика. Има разлика во сите сфери. Ако во минатото секојдневно слушавме за затворена фабрика, за отпуштени работници, денес се повеќе се зборува за нова фабрика, за отворена нова фабрика во Македонија, за отворени нови 100, 400, 600, 1200, 4000 нови работни места. Во Македонија по долго време стагнација почнаа да се отвараат фабрики. Тоа ја прави разликата, драги пријатели. Затворена наспроти отворена фабрика. Згаснување наспроти отварање на работни места. Отпуштени наспроти ново вработени работници. Разликата е јасно видлива, забележлива, реална. Разликата не е во зборовите, разликата е во конкретните дела. Овие денови, браќа и сестри, овие денови ви дојдоа и ќе ви дојдат многу емисари. Ќе ви ветуваат се и сешто. За секој проблем кој ќе им го посочите, ќе имаат инстант решение. Ќе добиете чувство дека го знаеле решението уште пред да им го кажете проблемот. Со интелигентно спакувана насмевка ќе ве уверуваат дека се ќе решат и во рекордно време. Јас вечерва сакам да ве замолам за две работи. Прво, немојте да верувате на инстант политичари. И второ, барајте си гаранција. Гаранција дека тоа што сега толку лесно се ветува, потоа ќе се реализира. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН ви ја нуди таа гаранција. ВМРО ДПМН ви нуди програма со 2046 проекти. Тоа е цврста гаранција. Да се биде председател, значи да се биде меѓу народот, да ги знаеш потребите на граѓаните и да им излезеш секогаш во пресред, да го исполнуваш дадениот збор и секогаш да се трудиш да оставаш дела. Да ја сакаш татковината, значи државата да е пред се, Македонија да е пред се. Македонија се сака со дела. Со таква посветеност и одговорност ви служиме вам, граѓаните на Република Македонија. Граѓаните веруваат дека Македонија може да биде уште подобро место за живот. Веруваат бидејќи ја оправдуваат довербата што ни ја дава. Бидејќи гледаат и прават разлика. Изградивме силно чувство за сопствената држава. Градиме доверба меѓу граѓаните и државата. Граѓанинот да се подпира на државата, а државата да верува во секој свој граѓанин. Многу постигнавме бидејќи имавме единство. Во изминатите 5 години покажавме дека институциите во Македонија можат, но и треба да соработуваат, а не да се конфронтираат како во минатото. Кампањата трае само 3 недели, но вие ме знаете 5 години. И добро ме познавате, бидејќи секогаш бев со вас. Не се криев од народот, туку постојано бев меѓу народот. И во добро, и во лошо.
и кога славевме победи, и кога поминувавме низ премрежија. Секогаш ги бранев државните интереси и бев еден за сите граѓани, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Добро знаете кој сум и во што верувам. Знаете за целиот наш тим и за се што сме сработиле досега. Ние не бегаме од предизвици, туку одлучно се соочуваме со нив. И не чекаме некој друг да го направи тоа за нас. Не бараме одобрување од кој било друг освен од народот да се бориме за државните интереси. Затоа што имаме собствена држава, затоа што сме своји на своето и сами одлучуваме за нашата иднина. Излезете на избори и дајте го вашиот глас за заедно да продолжиме со успеси за Македонија. За утре да кажеме дека Македонија продолжува по патот на напредокот. Го барам вашиот глас за да ја зголемиме разликата и повторно да кажеме има голема разлика. Драги пријатели, Ѓорѓе Иванов е човек за кој што веќе никој не може да каже дека не го познава или дека немал прилика да ги види неговите карактеристики, неговото работење, неговата посветеност, неговата одговорност. Ѓорѓе Иванов 5 години е на чело на Република Македонија и на чело на армијата на Република Македонија како командант на врховните сили на Република Македонија. Ѓорѓе Иванов овие 5 години покажа како треба да се биде председател на Република Македонија. Како треба да се бранат државните и националните интереси на Република Македонија навсекаде низ светот и внатре во земјата. Ѓорѓе Иванов достојно ја представуваше Македонија навсекаде. Беше многу активен, беше многу борбен. Секаде се бореше и стигнуваше да лобира за Македонија. Во секое место, на секој настан, кај секоја значајна личност во светот која на некој начин може да влијае на еднината на Македонија. Кога беше потребно, Ѓорѓе Иванов беше во Америка, кога беше потребно, беше во Русија, кога беше потребно во Кина, во Германија, во Англија, навсекаде онаму каде што можеше да и се помогне на Македонија, на македонскиот народ и на сите граѓани на Република Македонија. Тој не се штедеше, ниту пак некому му се додворуваше во овој период, за да имаат некакво мислење за него какво што тие посакуваат. Него го интересираше да и помогне на собствената држава, на собствениот народ, на собствениот граѓанин, да и помогне на Македонија. Нему државата му беше пред се, а државата е народот на Македонија. Народот на оваа земја, која што пред 5 години му е даде довербата и која што во недела заутре повторно, масовно ќе му е даде довербата на Ѓорѓе Иванов. Драги пријатели, гледаме дека СДСМ излезе со Стево Педаровски. Човекот се труди и не знае како да им се додвори на одредени структури во државата како што се раководството на ДУИ, како да им се додвори на некои надворешни фактори, а не гледа дека овој народ е тој што бира, а не како што вели Заев, дека некој од надвор ќе го спремал и ќе го донел на некоја функција. Живееме во време на демократија и време на слобода, кога народот е тој кој го избира за главните и суштински позиции оној во кој што има најмногу доверба. А довербата не се добива со подаништво. Довербата не се добива со вртење на грб на собствениот народ. Довербата се добива ако она што си му го ветил на народот работи 100% да го реализираш и успееш да го реализираш. Затоа е потребно во недела
да се испрати пораката, за да потоа во наредните 2 недели немаат надежи дека ќе оствара својата цел. Да се излезе масовно. Недела е многу важен ден за гласање. Иако е прв круг, тој воопшто не е неважен. Во недела се трасира патеката кој ќе биде победникот и на председателски избори и на парламентарни избори во Република Македонија. Во недела се трасираат новите 2 победи на ВМРО, ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија. Во недела се трасира победата на Ѓорѓе Иванов во Македонија. Во недела се одговара на радикалните барања на сите радикални структури во Македонија. Во недела се покажува дека Македонија оди напред и никој не може да го запре тоа. Отворивме 120.000 нови работни места во Македонија и невработеноста ја намаливме за цели 10% поени, од 38 на околу 28%. Има ли разлика тука? Се разбира дека има. И нема тука да застаниме, затоа што 28% се уште е висока невработеност. Иако значително намалена и што е важно во едно исклучително тешко време на светска и економска и европска должничка криза. Во време во кое што во сите други држави невработеноста растеше. Масовни отпуштања имаше од работа и од јавниот и од приватниот сектор на секаде низ Европа. Во истото време во Македонија имаме значително намалување на невработеноста. Тоа не беше случајно. Тоа е резултат на многу мерки, многу политики, многу чекори, многу реформи што владата ги правеше и што ги правеше најсилниот економски тим што досега Македонија го имала во сопствената историја на чело на една влада. Ние во нашата програма ветуваме дека во наредните 4 години ќе се отворат минимум 30 нови фабрики во слободните економски зони со минимум 10.000 нови вработени и дека во наредните 4 години ќе работиме на отворање на најмалку 64.000 нови работни места во Македонија, што ќе представува ново намалување на невработеноста за 6% поени. Тоа е нашата сила, тоа е нашата борба, тоа е нашата мисија, за тоа работиме, на тоа сме усмерени и тука сигурен сум дека ќе успееме, затоа што веќе успесите излегуваат на виделина. Во последните 2 недели само има 4 нови компании кои што донесо одлука и ја објавија таа одлука дека ќе инвестираат во Македонија. Една во Струшко, Охридскиот регион со 800 нови вработувања, уште една на истото место со 1000 вработувања, една во Кичево со 1000 вработувања и една италијанска во Скопје со 200 вработувања. А работиме и на уште неколку, зборувам за наредните месец дена, не зборувам за наредната година или 4 години, кои што очекуваме во наредните месец и пол, најмалку уште неколку компании да објават влез во Македонија и до крајот на оваа година да ја почнат градбата на своите фабрики и регрутирање на нови вработени и отворање на нови работни места. По новата програма се планираат зголемувања нови на пензиите на пензионерите секоја година по 5%, за 4 години 21,5%. За само 4 години 21,5% зголемување на пензиите на пензионерите. Истото се планира и со оние што се приматели на социјална помош. И истото со јавната и државната администрација. Имаме програма наречена Проверено. Затоа што најсилен гарант за нашата програма е нашиот минат учинок. Тука има 2046 проекти. Тоа е најголем број проекти што досега сме понудиле. Таа е најголемата и најквалитетна програма не во Македонија. Јас би рекол во цела југоисточна Европа. Не сум видел политичка програма за 4 години на партија поподготвена, поквалитетна и по-добро аналитично подготвена. Ова е програма што
што во наредните 4 години треба да помогне на сиот народ. Ние луѓето не ги делиме ни по етникум, ни по вера, ни по социјален статус, ни по ништо друго. Сакаме да помогнеме на сите. Како што дадовме отчет, така сакаме по 4 години да излеземе и да кажеме: драги граѓани, не само овие 2046 проекти, еве уште што ние завршивме, затоа што ВМРО е партија која што освен тоа што го ветува, секогаш реализира и многу повеќе од тоа, и многу работи што не ги ветила. Тоа е ВМРО ДПМН и затоа ВМРО ДПМН има поддршката на народот. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено, нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.